Добар ден, драги пријатели на Вкусот на традицијата. Денеска ве поздравуваме од славната Дебарца. Поточно се наоѓам во селото Белчишта, каде што тука е сместена и општинската зграда на Дебарца. Ова село е прекрасно, големо, богато село, кое што се наоѓа само на 25 километри пред Охрид, пред Охридското езеро. Инаку, Белчишта е познато и по многу туристички места, како Сини Вирој или Белчишкото блато, кое што е надалеку познато. Доаѓаат многу странци од целиот свет да го посетат. Инаку, имаме во обкружувањето многу цркви, многу стари манастири. Тука живеат староседелци, но и доста се иселени. Поточно, ние се наоѓаме во куќата на Митра Дуракоска, која што е наша домаќинка на Вкусот на традицијата. А зошто сме во куќата на Митра Дуракоска? Причината е Менче Нинич, нашата долгогодишна пријателка на Вкусот на традицијата, која што пред некој ден пристигна од Австралија. И ви ветив и јавно пред вас, драги гледачи, дека само што ќе дојде следниот пат, повторно ќе биде во нашата емисија. Но таа овој пат рече: ве носам цела екипа во моето село Белчишта. Здраво, Менче, да си ни здрава и жива. Благодарение на тебе ќе го запознаеме овој преубав крај славната Дебарца. Секогаш каменот си тежи на местото. Ти што ми пристигнеш од Сиднеј, веднаш доаѓаш во Белчишта, така? Така е. Тука имате семејна куќа? Имаме семејна куќа, роднини, пријатели, добри другари. Се дружиме, си уживкаме. Така? Да. Митра ти е другарка од детството? Да, од детството. Тука има убав начин на живот, тука се дели. Се се дели, а љубовта и пријателството се множат. Токму тука во Белчишта, така? Не може еден да не направи ручек, а да не ги викне сите комши од страна. И многу ми е мило што не запозна со Митра, твојата пријателка. И сега ти ни подготви, Менче, нешто за денешната емисија, рече јас ќе ви направам нешто интересно во мојот крај, така? Да. Ќе направиме, јас ќе направам, нели, еден леп жетварски со буковец. Белчишки, да. Белчишки жетварски леп со буковец. Да, и внатре ставаме. Која е приказната за лебот? Па вака порано, нели, немало многу богати, не биле сирење такви работи, од и нашиот крај нема многу овци, имаше други животни. И затоа кога правеле, да речеме, на жетва да на сирење, ке здробеле во лепчето со буковец, така било и така останало, така јаделе. Тоа е, и обично го правеле и во жетвата, носеле за доручек на аргатите. Така. И видиш и трината на белчишките жени, кои што умеле со едно коцкиче сирење да направат еден цел леп и да наранат толку многу аргати, така? Да, им дававме за доручек, некогаш јувки, некогаш пита, некогаш ваков леп. И обавезно имаше јогурт, баба ми што го правеше дома сама. Така беше во времето. Браво, многу интересно, затоа си ти тука да ни ги споделиш тие рецепти. Што се е потребно да се направи еден белчишки жетварски леп? Овој леп нема мерка, значи за брашното ќе видите кој ќе си ставам јас, колку брашно, колку вода
И сирење по вкус колку што имаш, една лажичка. Ајде да одиме со 1 квасец. килограм брашно. За младите домаќинки, менче, ние кога ќе им кажеме од прилика, може нема да знаат да го замесат тестото. Епа, јас пошто Или јас премив ова тава, број 28. Број 28. Значи, нема да оди кило брашно по Добро. неа. Колку е потено хлебот, толку е повкусно. Може да се осети вкусот на зајрето што е внатре. Значи, за 28, колку еве да кажеме кутлачи од супа требаат? Јас ќе мерам со чашка, па и кутлачи би било исто колку чашката. Со чашка ми е полесно. Ќе ставам за ова тепсија 3 чаши брашно и 1,5 вода. Сега последната половина ќе видам колку ќе ми прими брашното, може да биде малку повеќе, а може и помалку или да биде точно. Добро, ние за да направиме за едно поголемо семејство, можеби ќе дуплираме дозата за 32-ка, значи ќе треба 5 чаши. 5-6 чаши брашно. Значи на и пола вода. Од брашното колку што ќе се измерите во чаша, толку ќе се измерите вода, половина од тоа. Значи 6 чаши брашно, 3 чаши млака вода. Јас ладна ќе ставам. Ладна. Може и млака. Но ти си сигурна дека лебот ќе излезе добар и со ладна вода. Така. Сигурна сум и мислам дека е подобар лебот. Добро. Колку квасец, колку сиренце? Квасец се става една лажичка, зетин по потреба, на намастување, така. И се става буковец со зетин мешан. Јас ова само буковец ставив тука за да ми биде побрзо, нели? Да со маслиново масло е буковецот? Со маслиново масло е, да. Да. Малку сол. Сол се става на брашното по потреба. 150 грама сирење, може и више, може и помалку. Да, кој колку има. И колку Доколку нема сирење, може да се стави урда? Може да се стави урда со сол, да, солена урда. Така. Може да се стави путер внатре, маргарин, али буковец обавезно. Јас по-старски мама ставаше зетин, масло, како ќе го кажете, а јас сега сакам маслиново улје, што е тоа за готвење. Ова не е ладно, цедено за готвење. Добро. И дава подобар вкус и поздраво. Ајде да видиме сега како ќе се направи овој жетварски леп од белчишта. Значи ќе измериме тука, како што кажав претходно. 3 чаши. Значи ти правиш половина доза сега. Да, половина правам. Да. За моето тавче толку е. Сега кој си има поголема фамилија, може само да си дуплира. Може и 3 пати да го повтори. Добро. Значи во 1 сат сега ќе го приготви менче тестото. Да. Ќе го приготвам тестото, ќе го оставам едно пола сат, 20 на минути, пошто е топло времето сега. Да. Мислам дека 20 минути ќе биде доволно. Добро. Така. Сега ставам солца. Солца по потреба. Солца по вкус, да. Јас обично ставам, го покривам. Било колку брашно да ставам, го покривам со сол. Тоа ми е мерката. Лажица стави. Гледај сега колку е тоа убаво и интересно. Еви јас не сум го знаела тоа. Да, само го покривам како што виде сетека. Сега ќе ставиме квасец, една капена лажица. Да. Добро. И малку да замешаме. Или вообичаено се вели дека се става млака вода, млако кон топло млеко, например. Така за да стаса, да се врзе квасец. Така, јас... Кај тебе не постои тоа правило? Кај мене не постои, затоа што мојот квасец е секогаш активен, е добар. Ова е еден специјален квасец што спие. И кога му помини рокот на трајање, тој спие. Штом го ставиш во вода и се активира, се буди. Така. И не правам, јас имам приметено кога правам лепче, например, со ладна вода ми е подобар лебот и затоа го правам со Добро, ладна. еве уште едно искуство повеќе. Вода по потреби имаме, значи ако имаме 3 чаши брашно, чаша и пол вода. 6 чаши брашно, 3 чаши вода. И другата половина ќе ставаме полека. Добро, сакаш јас да ти помогнам? Па може. Ајде. Значи прво со дрвена лажица, така? Јас не го месам лебот со
раце, со лажица ми е подобро, почисто. Добро. Добре. Кој ќе биде при крајот да го измесам со рака, ќе го фатам. Тогаш ќе го фатиш со раце. Сега не отиле во сака малку, уште малку водичка, не целата, малку, добро. Навистина интересен рецепт, затоа што со толку малку мастрав, зајре што се вика, ќе најадеш толку многу луѓе. Многу луѓе, да, мама имаше големи тепси кои ќе ги наредеше тие, ама имавме ние и многу аргати што ни доваѓа и од другите околни села, има многу имања моите. И мама правеше доручек, не одеше на нива. Многу малку. Добре. И така. Значи многу аргати имавте. Имавме, да. Значи во нашето село овој го правеа обично во жетва кога беше така. И затоа го викаат жетварски хлеб. Ова е белчишки рецепт. Не знам другите села дали го правеле, јас знам дека овој така се вика. А доколку ми кажуваше нешто, доколку немаат буковец, што се ставало? Може црвен пипер да ставиш, буковец за не запршка. мора. Да. Може да ставиш, треба тако за нешто со пиперка, пошто нашиот крај ние сме сите сега. Пиперка. Ќе го месиш на рака? Тестото сега? Добро. Добре. Значи, мајстор си за тесто, си мајстор и за се. За леп тесто, ја многу сакам, обожавам. Али ми беше многу интересно кога се слушнавме додека беше во Австралија. Во Австралија и ми вика, јас веќе размислувам, вика, за вкусот на традицијата, што ќе сготвам кога ќе дојдам. Се потсетувам на детството на мајка ми, што правеле, како правеле и ете смисли. Сега уште нешто да ви кажам, значи, оваа мешавина од буковец и од зејтин, ставале малку лукче и ја викале свирипиле. Ова е тоа. Ова е тоа? Да. Јас некојаш не правам вака, само мачкам зејтин, ставам буковец, некојаш кајмак ставам, кој како има. Така. Може и А може и кајмак, па и буковец, и масло, се може се да се стави. Значи не го вадиш тестото во... Не, тука ќе го направам. Во тавата. Да, нема потреба. Убаво си се меси. Така. Нема ни масло. И сега ќе го оставиме да се одмори тестото. 20 минути, пола сат. Така. Ќе земи, не знам точно. Добро. Кој ќе потпораси, не мора. Ќе го покриеме, така? Да. Ќе го покриеме. Не мора многу да расте. И ќе направим вака. Да, крши. Така. Така треба, вака мама правеше. Ете така. А вие останете со вкусот на традицијата да ни надојде тестото, па ќе продолжиме со работата. Да, значи за 20 на минути до пола сат се гледаме повторно. Еве тука сме, помина 15 минути помина. 15. Видете да одма порасте. Овде кај нас све расти, шо ќе фатиш? Све расте. Браво, и пипер, и патлици. Све, краставици големи, све. Се. И убаво тестото си е вака мекано, видете, дури мрда целото. Браво. Многу убаво. Сега, како се прави белчишкиот леп за на жетва? Вака, сега, пошто е убаво месен, нели, пред да стаса, нема ја многу да го гнјавам. Само ќе го превртам сега и ќе го пределам ова на две. Значи да биде на среда да има, зајре ќе ставиме. Ете така. И сега, кога со сукалката ќе си се... Може со сукалка, може и со раце, јас обично ќе сечам вака. Значи да биде апроксиметли исто. Апроксиметли. Приближно? Приближно исто. Јас многу се извинувам. Ако оправдано ти е сега слета од Австралија де нормални, уште некој англиски збор ќе ни кажеш? Сега навика е тамо кога одам македонски почнувам, овдека почнувам англиски, така се ми се измеша. Не можат крајот да ти го фатат. Ни јас самата да ти кажам. Да.
Значи вака, сега имаме едно Добро. и ќе И направиме го подмесуваш уште тоа, едно, така? Да. Добро. Сега, не се двете исти, пошто баба ми викаше рака терзија, не? Да. Ама негдека приближно. Сега ова малку што е поголемко, Добро. тоа ќе го ставам одоздола. Ајде. Сега ќе ја намрсам тавата. Не треба многу да има зетин, пошто ќе има од дека од ова, од зајрето што ќе се става, ја мислам дека е доволно. Добро. Вака, сега ако немате оклагија, тогаш одите со раце. Види како стискаш ти меури излегуваат. Гледај. Да. Гледај. Стасане добро. Ти реков, квасецот мој нема промаш. Значи немало врската топла водата, млака Не. болат, прсто да го се држи внатре. Ни Еве 20 со. минути не дојде, 15 Да. минути, толку помина. Да. Така, Добро. вака. Да направиш кружна форма во Да. големината на Колку тепсијата. тапчето, може и помалку да е тоа додека се печи, секако Така. ќе се разлее. Да, овој белчишки леп, значи колку е убав, вкусен, лесен за јадење. Ова е за луѓе што обожаваат лепи пикантни работи. Мојово зајре денеска е лутко. Баш добро го одбра. Да. Ја сакам Ајде. уто. Ете така, видете, тоа ќе си дојди толку така. Добро. Сега ќе ставиме Аха. зајрето. Ајде. Сега јас би те прашала ти да ми ставаш од ова, а ја да си ја направам другата кора и да одиме на печење. Така, јас да го мачкам ова, добро. Да, Еве, прво добро ќе го промешам. малку да Така. се дружиме и во работата. Така. Како викале тие, невестата треба да боцни со прсот во коматот. иначе Важно нема нешто јадење. сработела. Да, Така? така е. Ау, што убаво мириса буковецот. Ова е печен. Печен. Па мелен. Да. Кршен, уствари, Да, дробен. има еден што го прават само со сув пипер, тие посебно го сушат тука кај нас на шпорет. И Тука кај вас посебен буковец прават, а? Да, прават сега повеќето со свеж прават, мислам со сув. А ова е печен, ова е поинако. Печениот има побав. Еве, го намачкав. Ете така. Сега дали да му скршам сирење од озгора? Сега да, сега скршимо сирење околу 150 Добро. грама. Еве. Значи Да му здробам така. Да. Добро. Вака, нели? Ето така, одлично. Добро. Сега тука можат гледачите да си стават каков сакат зачин, така? Што Може и сакат, оригано, лупче, босилек, да. нане, Точно. што сакат може да Орегано, стават. ја мислам најмногу одговара. Најмногу заради... Али овој леп, пошто е веќе старински лебов, мама немаш орегано во времето или на Така. ова други зачини Да. некои, кај нас немало многу. Буковска Да, пипер е само. буковка ставале и тоа е тоа. Еве, Ете така. ете така. Сега ќе ставиме другата половина од отвора. Вака. И што правиш сега? Сега, ништо, се Принеси си крстаме. го тука. Да. Ќе го ставиме сега да отстои малку, да одмори тестото и го печиме. А од озгора? Да. Може да се стави жолчка од јајце, ама за да не ни ја суши Па кората. и да биде баш леп. Да, ќе ставам од ова вака малку, за да ни добие боичка. Така. И вкус ни дава поише. Кој сака од вас, драги гледачи, можете или гледачки да си ставите зејтинче, масло од после печењето. После. Да. Или може со малку путерче да се намачка со што путер, сака. јас некој пат со путер го земам путерот, додека Да. е вручо, ќе го измачкам. Да. И многу убав вкус дава. Ние денес Добро, ова се го правиме пече. по нашите услови. Така и приближно пече- како било порано. Да. Порано во Црепни верувам дека го печеле Ќе го лебот. печев, Така, мама во го Црепна. Црепни.
Да. И не знам дали брат ми се уште ги сува црепните, како беше лебот, значи нешто нема такво сега, не прави никој, многу. Ке го печеме во загрејана редна? На 180, 180. додека се подвцрви, значи немам време, зависи од шпоретот. Може да биде пола сат од 20 минути до пола сат е потребно. И потоа го вадиме од рерната и на масата и седнуваме да јадеме белчишки жетварски леб. Да го испечеме. Еве како изгледа. Значи, да, се гледаме за отприлика пола сат до 40. Така, останете со вкусот на традицијата. Драги наши пријатели, како што ви кажам, токму овде во Белчишта се дели, се множи. Се дели лебот, се дели трпезата, сите јадења вкусни, се дели љубов, се дели топлина, а воедно се помножува. Не знам по колку многу пати. Драги мои, ви ја представувам нашата домакинка, Митра, која што безрезервно, безусловно, со цело срце и душа ни ја отвори нејзината куќа, од милост, од мерак, да снимаме вкусот на традицијата со белчишки и лешански специјалитети. Митра, уште еднашка од целиот тим на вкусот на традицијата и Алфа телевизија ти се заблагодаруваме. Заедно во друштво на твоите другарки Менче и незината сестра Доста, не знам дали ти имам кажувано дека многу специјалитети од Доста се наоѓаат во мојата книга Македонскиот традиционален готвач. Ти речи си целиот свој живот го помина во Германија. Се пензионираше и камено си тежи на местото и твојот камен исто како на Менче. Си се врати во Белчишта. Кажи ми, што беше тоа пресудно што те врати назад? Секоја година идев по 2 недели, 3 недели, ама секав кога ќе сум пензионерка, ќе се живеам тука, пошто ми е многу поубаво, многу мирно. Ако нема доволно жители селото Белчишта, пак многу ми е убаво тука и сакам тука да си живеам. Така, веќе тука ти се и пријателите, роднините. Пријатели, и си стекнувам уште појќе пријатели, пошто долго време не бев тука, сега одново стекнувам нови пријатели и баш ми е мило. И мајката е уште жива. Да, и мајката е тука, значи браво. Дури е жива, мајката секогаш ќе одиш на таму, ама овде мене и секогаш ме трга тука. Ете така. Значи, твојот двор е како расадник за цвеќиња. Нема цвеќе, дрвце што го немаш и толку ти убаво се средено. Ние не можевме да одолееме и целиот двор ти го снимавме, да знаеш. Дури и фолиите каде што си произведува пиперка, ете ги пиперчињата незини од фолијата. Патлиџанче, друго што произведуваш? Краставици. До краставички имаше малце кромипче, малце прас, и повеќе цвеќина натре, ако видовте. Цвеќиња, преубаво, преубаво. Вела дека само на добар човек му успева цвеќињата. Ете така, токму така. А јас се чудев зашо моите не расте. Тоа сега ќе се запрашаме. Па сега да си го поделиме лепчето како што и редот, нели? Тука имаме на масата кога и да дојдеме кај Митра, значи секогаш ќе ни изненади со некои убави јадења, специјалитети. Колбаси домашни ни испржи, мевце со пиперки печени па прженки. Менче направи кисело млеко домашно. Многу убаво и салата имаме од лубеница, краставици, сирење. Тоа ми беше специјалитет, навистина. Ајде сега да си го скршиме. Менче, ти го правеше лепчето, дали ќе го кршиш, дали ќе го сечеш. Значи ова е лебот со буковец. Ете така. Да. Овој треба, значи колку е потанок, вкусот му е повеќе. Така на домакинката, прво на домакинката. Благодарам. Да, јас мислам да пресечам.
Ау, значи точно со ова ништо друго не ти треба. Само кисело млеко, ова има Кисело се млекце. унапред. Благодарам. Како убаво мириса. Ајде. Митра да пробаме, доста. Леле, каков мирис има. Може да се грискаш. За меракова. Лутко е малку. Прстите да си ги излежеш. Ама овдека и како да има некоја мирудичка така во буковчето, а? Леле. Некои суви тревки сестра ми не ги даде, точно што имам внатре, не знам. Ако имам, ставам, ако не... 7 тревки. Аха, значи дополнително ставихме, ја викам, тоа е магијата. Значи, затоа гледачите нека си стават што им е вкусно и така. Ајде киселото млекце да го Убаво е? пробаме. Ти се допадна? Значи, прав деликатес. Ова да го направиш и да уживаат и гости, и семејство, и се. Ајде да си наздравиме. За нашето пријателство нека ни трае. На здравија. Да сте ми здрави и живи. Драги гледачи, и останете со вкусот на традицијата, се гледам и во наредните емисии токму од овде, од куќата на Митра, од Белчишта. И за крај мислата на денот. Велат, со тоа што ќе се пофалиш, без тоа ќе останеш. Затоа внимавајте што зборувате. А ние се збориме само за убави работи, за пријателство, за другарство, кое што ќе ни остане. На здравје. На здравје.